Добре дојде во студиото на Република за митрополитот Преспанско-Пелагонески господин Петар, кој воедно врши функцијата администратор на Австралиско-Новозеландската епархија. Ќе ве прашам за почеток, во тренд во последно време е опустошување на македонските цркви, особено во западниот дел. Како ја гледате оваа ситуација, особено што македонските цркви губат големо културно наследство? Мислам дека станува проблем сериозен кој и порано беше присутен со кражбите или грабежот на нашето црковно и сакрално богатство што го поседува Македонската православна црква, тоа е и национално богатство истовремено. И се должи на тоа што имаме веќе луѓе кои се можда несовесни и во самата наша татковина тука, кои за мали пари, несоодветни пари на она што значат тие вредности, го отуѓуваат тоа богатство, но исто така имаме сознание дека голем дел од оние кои го крадат богатството се од Албанија и кои доаѓаат и однапред прават увид, проверуваат каде има, да речеме, незаштитени цркви или оддалечени од самите населби, од селата или од градовите, но во голем случај, по поедини случаи, дури во самите градови влегуваат и го земаат тоа богатство. Потребно е прво зајакнување на системот за заштита на тоа богатство со поставување на уреди, мислам на алармни уреди и исто така видеокамери, бидејќи на тој начин брзо може да се алармира, барем во оние места, населените места, во градовите и во селата, каде што има и струја и каде што има луѓе кои ќе може брзо да Но карактеристично е да се случува во Демарско-Кичевска епархија, кај вас има помал број или не сме не регистрирани? Кај нас неколку... Што е проблемот? Подобро сте вие заштитени? И... Не, се работи, мислам дека најповеќе таму за грабежот што оди брзо преку границата во Албанија. Во најголем дел одат преку границата албанска и така го отуѓуваат. А најголем дел од крадците се луѓе од Албанија што доаѓаат и го крадат, ги крадат и колите. Оваа тенденција трае веќе одредено време. Да, зошто до сега МПЦ не презела нешто да ги заштити овие храмови? Ние имаме навреме алармирано и дадено совет до сите црковни општини, сите цркви и манастирите, но знаете, имаме сериозен проблем со отпорот што го даваат црковните одбори, а тие самите не даваат никаква гаранција, ниту пак преземаат било какви мерки за некоја поголема заштита. Оттаму, најверојатно ќе мора да се стори нешто во смисла доколку тие ги попречуваат службите кои треба да го приберат тоа богатство за времено, да се реставрира и да се заштити, се додека не создадат тие такви услови да може трајно да биде заштитено богатството, да ја преземат одговорноста тие пред органите и дури да одговараат и материјално. Зошто црковните одбори МПЦ не може да издействува нешто, да, како што рековте, да постави аларми и некои уреди, да плати агенција или било што? Предпоставам дека не се проблем пари за МПЦ да го направи тоа. Видите, секоја црква има свој буџет и тие треба од буџетот што го остваруваат тоа да го прават, но не сакаат да го направат. Тоа е целата работа. Дури во селските цркви, во голем дел од селските цркви не сакаат ни да ги прикажат приходите што ги остваруваат. Значи ги затајуваат приходите и исто така не покажуваат интереса, дури некои од нив се добија со денонсацијата и известни средства, може и од тие средства за тоа да се компензира, но жалосна е состојбата што таква психологија владее кај луѓето во селските цркви и во некои манастири каде што нема монаси и така натаму, да се дава постојано отпор, а тоа сето оди токму на штета на ова што го кажавте. Колку што може обичен човек да види, на МПЦ има солиден приход од верниците.
свештениците возат луксузни автомобили, зашто тие пари не би се насочиле кон заштита на... Велам дека не е така ситуацијата. Може да некои свештеници и добри приходи, но не се сите приходи што ги остваруваат свештениците исклучиво само од службата што ја извршуваат. И некои свештеници се и од по-богати семејства, исто така или со дополнителна работа што остваруваат и нивните сопруги и така натаму. Имаме ние свештеници, ако гледаме од аспект колку се приходите на свештениците и какви се, слободно можеме да ве увериме дека повеќе од 70% свештениците живеат скромно. А имаме некаде можеби свештеници кои од селските парохии особено, кои едва екзистираат од приходите што ги остваруваат. Имаат по 20 или по 30 села, а таму, знаете, земете го Мариево со 2 парохии, каде што има вкупно околу, по едната парохија околу 400 души, и тоа се се старци, на кои им треба помош, а не од кои може да се оствари некаков приход. Но судејќи по ценовниците во цркви, дека што едно венчавање не е така, ние го знаеме ние приходот колку е. Реалниот приход на еден свештеник од тие требите што се остваруваат крштевки, венчавки и погреби, 70, 2 по 7, 14, може еден свештеник да оствари најмногу до 200.000 со добра заработувачка, до 200.000 денари годишно. А тоа не се големи приходи за едно семејство, особено некои од свештениците, нивните попади не работат, имаат некои по 2 деца, некои имаат по 3 деца и така натаму. Мислам, тоа се многу кажување со цел и да се создаде атак против свештенството. А не мислите дека цените се превисоки за верниците и тоа ги одвраќа? Не мислам дека се превисоки цените. Цените се сепак реални според можностите, но и таму каде што верниците немаат доволно средства, таму ние правиме отставка, може би 10% во некои парохии не се наплатува на верниците кои се сиромашни, значи бесплатно се извршуваат требите. Така што станува збор исклучиво за оние верници кои можат да одвојат од своите средства за да може да си ги платат тие најнормални цени што се формирани од страна на црковниот суд за поголемите треби крштевки, венчавки и погреби. Минатата година се пожалевте исто дека нема пари за плати за поповите. Уште ли е таква ситуацијата? Не стануваше за плати, туку станува збор за пензијско инвалидско осигурување, значи недостасуваат средства од оние средства што треба да ги доведат црковните одбори по селата особено. И тука е тој проблем, значи во селата има сериозен проблем со црковните одбори кои не сите, но може да се рече сигурно 70-80% кои не сакаат и да комуницираат, а и ги прикриваат или ги затриваат приходите.